почитуван председател, почитувани пратеници, почитувани медиуми, почитувана македонска јавност. Пред нас е Законот за сметководство и одма на почетокот, иако е ова втора расправа, морам да кажам дека имавме сериозна реакција од Фелата во однос на законот дека се носи под европско знаменце и малку ми стана, морам да признам, незгодно, затоа што луѓето од Фелата ја знаат проблематиката и на јавната расправа излезе, сега да не го цитирам, еден од нив и кажа дека регулативата на која се повикуваме дека се усогласуваме со европските закони е тотално промашена. Малце ми стана незгодно затоа што нели оставивме впечаток дека тек така наведуваме регулативи европските закони, демек се усогласуваме, меѓутоа луѓе кои ја познаваат работата не исправија и не ставија во една незгодна ситуација. Се надевам дека во иднина ќе внимаваме на тие работи. И на почетокот одма да кажам, законот го следат повеќе контраверзни дејанија, затоа што доколку присуствувавме на јавната расправа, јасно беше тенденцијата дека незадоволството е кај сметководителите, иако носиме закон за сметководство. На сметка на сметководителите требаше да добијат консултантските куки, но колку можеше да се поправи со амандманите, се поправи сето тоа, за да добиеме сега законско решение за кое разговараме. За волја на вистината, овој закон го следа измена на повеќе членови, односно пратени се 16 амандмана, што е добро и добар пример од страна на Министерство за финансии, затоа што на овој начин дел од овие почетни небулози кои го следеа законот и самата јавна расправа делумно се усогласија, па на некој начин добивме една ситуација вин-вин, некој добива малку повеќе, некој губи малку повеќе. И таквиот пристап, еве го поздравувам од Министерството за финансии, треба да продолжи во иднина, затоа што станува збор за системски закони кои тангираат цела една фела. И добро е што имавме реакција и во членовите 6, имавме реакција во членот 9, членот 15, имавме реакција во членот 17, односно прифатен четвртиот амандман, понатаму имавме прифатен амандман во членот 20, прифатен амандман во членот 22, седмиот амандман се однесуваше за допуна на членот 28, членот 30 исто така е изменет, членот 32 е изменет со амандманот 9, членот 35 изменет, членот 64 изменет со амандман 11, да, 41, благодарам на укажувањето, членот 65 е изменет со амандманот 12, 65 зборам. Да. Членот 67 исто така изменет, членот 69 изменет, членот 70 изменет, членот 72 изменет. Ова се вкупно 16 прифатени амандмани, што укажува на фактот дека, еве и председателот му укажа дека се предложени од опозицијата, дека и опозицијата се работи. Значи и ние колку толку работиме, иако не укоривте дека не работиме, ние сепак со амандманите укажавме дека можеме да допринесеме за подобрување на текстот на законот. Искрено ми смета што јавната расправа се одржа покасно. Имаше дополнително уште убави предлози кои можеа да бидат имплементирани во законот и на некој начин уште подобро да го подобриме текстот на законот. Тоа што на некој начин е придобивка од овие амандмани, сега да се задржам конкретно на тоа што го подобривме со амандманите текстот, тоа е
составот на Советот на Институтот. Значи, сегашниот да бидеме чисти пред јавноста и пред сметководителите, иако верувам дека тие се делумно и запознаени, за тие што не знаат, Институтот ќе го сочинуват 5 члена, од кои 2 се на предлог на Министерството за финансии, еден е на предлог од МАНУ, еден од членовите ќе биде на предлог од стопанските комори и еден од собранието на Институтот. Ова е добро затоа што првичното решение беше во насока Министерството за финансии да предлага 3 члена, во состав 5 члена тоа беше партизација и добро е што се смени оваа работа затоа што на некој начин тенденција во било која сфера треба да биде деполитизација на органите на разни тела, комисии и така натаму. Посебно ме радува фактот што го избравме како наш предлог и МАНУ да предложи член. Сметам дека ова решение треба да го имплементираме и понатамо како политичка пракса, да и дадеме шанса на вакви институции како МАНУ, како коморите, да бидат активно учествуваат во креирањето на политиката и преку своји директни представници да бидат на некој начин баланс и гарантирање на независноста на овие институции. Затоа што, ако го погледнеме сега извештајот за Република Македонија од Европската Унија, секаде ни даваат силни замерки на партизацијата на општеството и кочењето на општеството во однос на партизирани органи. За среќа на сметководителите, добро е што обуките ќе може да ги организира и Институтот. На некој начин направивме поширока конкуренција кој ќе може да ги организира тие обуки и секогаш кога имате поголема конкуренција да некои различни субјекти организираат обуки, да не се тоа само консултантските куки, секоја честнени за дел од нив имаат голем допринос за развој на општеството, меѓутоа конкуренцијата секогаш значи можност и за паѓање на цената, затоа што, верувајте, во време на економски кризи и текако многу и значи на сметководителите во оваа ситуација колкава ќе биде капитацијата за учество на тие обуки кои се задолжителни и нормално го оптеретуваат буџетот на сметководителите. Исто така, со амандманите успеавме на некој начин и да го регулираме делот околу литературата, користењето на литературата и скапите преводи, и тука се најде некој компромис да може тоа да биде ставено во функција повторно на сметководителите, да ги следат сите нови текови, да ја следат литературата, да следат и усугласување со европските закони, меѓутоа тоа да биде на некој начин во функција на реалните можности на сметководствените друштва, односно сметководителите. Дел од амандманите, сега иако се 16, се и од техничка природа, секако нели и тоа е подобрување на текстот на законот. Се надевам дека овој закон ќе профункционира, дека ќе го види белиот ден и дека ако има недостатоци и во вака срочениот текст, парламентот ќе има сили да повторно, преку дополна на овој законски текст, излезе во сусрет на сметководителите без проблеми да си ја завршуваат својата работа, затоа што знаеме дека постепено почнува и оваа фела да биде дефицитарна во државата, односно ни фалат сметководители, посебно квалитетни сметководители кои ќе си ја завршат работата. Благодарам.
и на вистината што ја кажавте од 24 амандмана